Неспособноста на раководството на АД Елем и РЕК Битола ги чини граѓаните и време и пари за сметка на тендерите на фирми блиски до кланот на еврозаеви. Еден од двата функционални блокови во РЕК Битола цела ноќ повеќе од 16 часа е надвор од употреба. Од синоќа функционален е само еден од двата блока. Блоковите се на граница на технички минимум, бидејќи и блокот кој сега е во погон има технички проблеми, кои во секој момент може да доведат до испад. Пресметката вели дека еден час неработење на еден блок во РЕК Битола ја чини државата 7600 евра, додека еден ден не работа дури 182.400 евра. Од синоќа до сега загубата од непроизведената електрична енергија е над 121.000 евра. Пред само неколку месеци е извршен ремонт на вториот блок, тежок неколку милиони евра. Недозволиво е по толку скап ремонт, истиот блок, два пати во рок од 10 дена да паѓа од мрежа. Раководството на АД Елем треба да одговори зошто по толку скап ремонт по само 10 дена два пати се расипува вториот блок. Дали РЕК Битола, која троши милиони евра за делење на тендери на фирмите блиски до кланот на еврозаеви, сега залудно потроши дополнителни милиони евра на неефективен ремонт. Заради неспособноста и неодговорноста на раководството на РЕК Битола, се уште не се знае кога вториот блок ќе биде ставен во употреба. Истовремено во опасност е и третиот блок на РЕК Битола, кој што подолго време работи надвор од сите технички прописи. Почитувани, картелот на власт функционира само за да ги задоволи потребите на еврозаеви. Државните ресурси се само средство за остварување на таа цел. Во оваа година покажа целосна неспособност како да се управува со енергетиката и енергетскиот сектор во државата. Таа неспособност да се менаџира со термоцентралите предизвика во пресрет на летниот, односно сушниот период, да се трошат резервите на хидроцентралите. Една година на Зоран Еднозаев во енергетиката е еднаква на голема катастрофа. Злоупотребите и неодговорното однесување мора да запат. Граѓаните на Република Македонија заслужуваат подобро. Македонија ќе победи. Ви благодарам на вниманието.